Сите струмички училишта навреме поднеле барања за субвенционирана електрична енергија. Општинското одделение за образование за Канал Вис рече дека имале состаноци и ги информирале управите на училиштата дека треба да се поднесат барања. Дел од нив веќе и добиле решенија за поевтина електрична енергија. Навремено се информирани сите директори, јас верувам дека врската се оповуваат во определеното време и рок. Добро е што министерот кажа дека ќе се продолжи таквиот рок, доколку има ситуација некое училиште кое што од оправдани причини не е аплицирало за субвенционирана електрична енергија, секако дека ќе го сториме тоа. Овде сакам да нотирам на можноста и на храбрата одлука на советниците во Советот на општина Струмица да посегнеме кон задолжување и да дадеме зелено светло на задолжување за првата фотонапонска централа. Министерот за локална самоуправа Ристо Пенов реагираше на информацијата дека голем број училишта во државата го пропуштиле рокот. Смета дека ваквото однесување е неодговорно и се губат пари. Видите, тоа е проблем што училиштата, директорите или не знам кои не ја испочитувале обврската. Ние ќе им овозможиме дополнително да можат да се вклучат, но на овој начин се губат непотребно пари. Се плаќа поскапа енергија при можност да платат помалку. Снабдувањето на овие потрошувачи ќе се прави преку СМ продажба во текот на траење на енергетската криза до крајот на април идната година. Корисниците се поделени во 3 категории, од кои оние кои спаѓаат во првата категорија физички и правни лица, регистрирани за вршење на приоритетна дејност, ќе плаќаат по 80 евра за мегават час, а останатите ќе купуваат струја за 95 евра за мегават час.